Околу 20 милиони денари ќе поделат 7 општини од истокот за решавање на проблемот со регулација на речни корита и изградба на нови или реконструкција на дотраени водоводни линии. Парите се обезбедени како грант од Министерството за животна средина, а општините ги добија преку претходно осмислени и поднесени проекти. И оваа година по истата програма за истата мерка со истиот проект, а тоа е продолжување на регулација на Градечка река, тоест на Минорот и Мајорот, аплициравме за сума од 8,5 милиони денари, од кои што оваа година ни беа средства дозволени од 3.700.000 денари, што значи дека останатиот дел ќе го кофинансира општина Виница, а тоа е за продолжување на регулацијата на Градечка река. За слична намена пари од истиот фонд обезбеди и општина Карбинци. Ние како општина аплициравме за уредување на речното корито во село Карбинци, тоа е на Козичка река, во должина од 150 метри. Вкупниот буџет е некаде околу 6.500.000 денари, од кои што преку програмата за води за 2021 година од Министерството за животна средина добивме 3.800.000 денари. Останатите средства од 2.700.000 денари се средства кои што се обезбедени од буџетот на општина Карбинци. За Пробишти приоритет беше нешто друго. Зборувам од аспект за граѓаните на општина Пробишти, бидејќи се става во функција алтернативното водоснабдување на Пробишти, односно реконструкцијата на старата бумна станица во Ратавица. Вредноста на овој проект беше 5 милиони денари, каде што на самата аукција негативна се постигна цена од 3 милиони денари со ДДБ, останатите 2 милиони денари општина Пробишти ќе ги реализира во санација на постоечкиот базен за водоснабдување на граѓаните на општина Пробишти. Освен овие општини, пари од Министерството за животна средина доби и Делчево за регулација на река Брегалница, Берово за фаза 1 од водоводот во Владимирово, Зрновци за изградба на резервоар и Кочани за основен проект за препумпна станица. Вкупно преку оваа програма, Министерството подели 44,7 милиони на 13 општини во државата.